што е криминалниот закон кој што го смена, да направиме промена во криминално изборен законник и многу други потребни области во општественото живење, како што економијата, здравството, образованието и така натаму. Значи, ако смеам да заклучам, се окрупнувате, така кажано, што е сосема добра работа. Мораме да се окрупниме против овие криминални структури, бидејќи гледате што се случува, вие сте медиум, медиумите во Македонија, националните телевизии, другите медиуми, другите телевизии, и локални и регионални, новинарски куќи, портали и така натаму, тие се сите здружени заедно со овие криминални политички структури кои што владеат, бидејќи од нив земаат пари, се купени и се нивни соучесници во уништување на Македонија, на државата, на народот. Гледате самите што ни се случува, нон-стоп, кој ќе погледнете која телевизија или кој медиум што е малце попопуларен, форсираат партии кои што се на власт или се во опозиција, наводно, а опозиција не може да бидеш опозиција као, конкретниот случај, сега ДУИ и СДС, наводно биле опозиција. Па тие 35 години уништуваат државата. Која опозиција? Тие се борат како исто пред ова што се бореш. Да помене Влен, знам и така натаму, такви партии за да дојдат на власт да продолжат да работат исклучиво за тендери, за пари, за богатање, да живеат раскошен, расипнички живот. Ние мораме да се окрупниме и тоа му го зборувам и на политичките партии кои што стварно се против нив, и на граѓани, и на граѓански здруженија. Не можеме ние да правиме протест против животната средина, да речем загадувањето на животната средина и да се делиме. Еве, гледате сега за Усје, цементарата Усје, Титан Усје, некои граѓани прават протест, некоја граѓанска здружение и така натаму, и никој не канат. Едноставно, зашто не поканат ние како демократи, како политичка партија, да дојдеме, да го окрупниме тој протест. Вие бевте таму? Јас бев таму, но самоволно се разбира да му дам поддршка на првиот протест пред раскрсницата, пред фабриката Усје. Да. Значи бев, сакам ова да искористам ова прилика да упатам повик до сите здруженија во Македонија граѓански, се разбира и политички партии. Заедно кога правиме протест, не е битно каков протест, и синдикати. Еве, например, синдикатот сега организира протест да се зголеми платата на 36.000 денари, ние викаме тоа е малце. Ние ги поддржуваме, не да биде 60.000, да бидеш, 36.000, да биде 60, ние викам. Никој не може да живе, додека тие дат дозвола владата да минималната плата, пример, биде 36, инфлацијата ќе оди уште 50%. И ќе ја изеди не таа плата. Значи, упатувам повеќе до синдикатите, поготово Сојузот на синдикатите на Македонија. До председателите, има, мислам, 2 синдикати и повеќе се разбира, значи да не повикуваат, слободно да ги повикуваат политичките партии, кои што нив ќе ги поддржуваат. Не само да соработуваат со некои партии кои што имат своји пратеници во собрание, затоа што тој протест ќе биде помасован. Значи, ние мораме да се здружиме против злото. 35 години кои што го уништува. Не само животна средина, не само економија. Гледате, ни ги уништија фамилите. Младите бегаат масовно, тие се избркани. Хајде нека биде Македонија слично на Швајцарија или Холандија, Данска или Норвешка, Шведска. Нека биде ко Америка, нека биде ко Австралија. Као дат луѓето. Знаеме ние као дат на печалба. Ние сме печалбари, кој ќе одиш тука, завршуваш занает или факултет и заминуваш. Најпаметните млади луѓе ни заминуваат, независно дали се тоа занетчи, водоводжи, електричари, механичари или се доктори. Ме уништивме ова држава, затоа треба да се здружиме. Што повеќе да кажам од ова? Затоа ги повикувам. Еве на овој протест од недела и сите други протести, независно кој го организира. Да не повикаат сите политички партии кои што веруваме во тој протест и се залагаме за тие цели што тие ги пропагираат конкретни случаи.